Врз основа на член 26, точка 2 од статутот на општина Битола, ја отворам 11-та седница на Советот на општина Битола. Врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата присуствуваат 29 членови на Советот, двајца го најавија своето присуство, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локална самоуправа, сакам да ги подсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучување. Ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. 1, двајца, Паркинзи, Нискоградба, толку са? Во ред. Дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости и представници на средствата за јавно информирање. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Точка број 1. Програма за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавно осветлување на подрачјето на општина Битола за 2022 година. 2. Програма за измена и дополнување на оперативна програма за поправка и одржување на уличното осветлување, тековно одржување, замена на живините на триумовите и флуоресцентните светилки со лед светилки и арматури, заради поголема енергетска ефикасност на целиот систем на улично осветлување и поставување на разводни ормари и опрема за целосно командување и одржување на подрачјето на општина Битола за 2022 година со број 01.628/1 од 17.12.2021 година. Трета точка, правилник за отстранување и преместување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани возила и приколки и нивно чување на ЈПП ЈЛП Битола. Четврта, одлука за пренесување на правото на собственост на приклучоците и мрежата за јавно осветлување на територијата на општина Битола на ЈП СИС Жабени Битола. Петта, одлука за давање на времено користење на недвижни ствари без надоместок, собственост на општина Битола на ЈЗУ Здравствен дом Скопје, ЦО Скопје. Шеста, одлука за утврдување на тарифа за отстранување и преместување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани возила и приколки и нивно чување на ЈПП ЈЛП Битола. Седма, одлука за донесување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, санација на ударни дупки и прекопи со термопластичен материјал во топла постапка. Осма, одлука за измена и дополнување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, канализациони објекти. Деветта, одлука за донесување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, рушење на постоечки објекти. Десетта, решение за давање согласност на одлуката за дополнување на статутот на ЈП СИС Жабени Битола. 11. Решение за давање согласност на одлуката за дополнување на статутот на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. 12. Решение за изменување на членови во Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола. 13. Решение за именување на представник од Министерството за труд и социјална политика во управниот одбор на ЈОУ Детска градинка Мајски цвет Битола. 14. Решение за разрешување именување на член во надзорен одбор на ЈП Пазари Битола. 15. Решение за разрешување именување на член во управен одбор на КЈП Нискоградба Битола. 16. Решение за разрешување именување на член во надзорен одбор на КЈП Нискоградба Битола. 17. Решение за разрешување именување на член во управен одбор на ЈП Комуналец Битола. 18. Иницијатива за формирање на работна група која ќе работи на велосипедска инфраструктура во општина Битола. 19. Иницијатива за поднесување на барање до ЈП за државни патишта на Република Македонија за осветлување и сигнализација во тунелот и мостот на регионалниот пат А3 Е/65.
20. Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправни објекти изградени во катастарска општина Жабени во идна урбанистичка планска документација КП број 764 КО Жабени. 21. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Канино во идна урбанистичко-планска документација КП број 361 КО Канино. 22. Одлука за утврдување на потребите за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Егри во идна урбанистичко-планска документација КП број 1133 КО Егри. 23. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправни објекти изградени во КО Граешница во идна урбанистичко-планска документација КП број 788/2 КО Граешница. 24. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во катастарска општина Граешница во идна урбанистичко-планска документација КП број 788/3 КО Граешница. 25. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Велушина во идна урбанистичко-планска документација КП број 1063 КО Велушина. 26. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Велушина во идна урбанистичко-планска документација КП број 1853 КО Велушина. 27. Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправни објекти изградени во катастарска општина Лажец во идна урбанистичко-планска документација КП број 1014 КО Лажец. 28. Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во катастарска општина Лажец во идна урбанистичко-планска документација КП број 2508/1 КО Лажец. 29. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко-планска документација КП број 979 КО Крстоар. 30. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крстоар во идна урбанистичко-планска документација КП број 185 КО Крстоар. 31. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправни објекти изградени во КО Нижополе во идна урбанистичко-планска документација КП број 347 КО Нижополе. 32. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижополе во идна урбанистичко-планска документација КП број 368/7 и 405 КО Нижополе. 33. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправни објекти изградени во КО Нижополе во идна урбанистичко-планска документација КП број 471 КО Нижополе. 34. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Нижополе во идна урбанистичко-планска документација КП број 596/10 КО Нижополе. 35. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко-планска документација КП број 1046/7 КО Дихово.
36. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово во идна урбанистичко-планска документација КП број 1088/15 КО Дихово. 37. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширувањето на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово вон град во идна урбанистичко-планска документација КП број 604/2 КО Дихово вон град. 38. Одлука за утврдување на потреба и донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко-планска документација КП број 1148 и 1149 КО Бистрица. 39. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко-планска документација КП број 1354/6 КО Бистрица. 40. Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Бистрица во идна урбанистичко-планска документација КП број 957 КО Бистрица. 41. Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во идна урбанистичко-планска документација КП број 345/1 КО Раштани. 42. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трн во идна урбанистичко планска документација КП број 605 КО Трн. 43. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Трново во идна урбанистичко-планска документација КП број 100/5 КО Трново. 44. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Карамани во идна урбанистичко-планска документација КП број 352/7 КО Карамани. 45. Одлука за утврдување на потреба и донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кравари во идна урбанистичко-планска документација КП број 80 и 81 КО Кравари. 46. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Олевени во идна урбанистичко-планска документација КП број 22/14 КО Олевени. 47. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени од КО Братиндол во идна урбанистичко-планска документација КП број 140 КО Братиндол. 48. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Крклино во идна урбанистичко-планска документација КП број 2389 КО Крклино. 49. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во катастарска општина Породин во идна урбанистичка планска документација КП број 239 КО Породин. 50. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Породин во идна урбанистичко-планска документација КП број 179 КО Породин. 51. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Оптичари во идна урбанистичко-планска документација КП број 1177, 1179 и 1180 КО Оптичари. 52. Одлука за утврдување на потреба и донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување
на плански опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кременица во идна урбанистичко-планска документација КП број 1112 КО Кременица. 53. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кременица во идна урбанистичко-планска документација КП број 1011, 1030 и 1032 КО Кременица. 54. точка. Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Кременица во идна урбанистичко-планска документација. КП број 473 и 640 КО Кременица. Дали има предлог за измени и дополнување на предложениот дневен ред? Јас имам два предлози. Првиот предлог, добивте материјали, го разгледа и на комисија. Точката гласи: Одлука за доделување на ексклузивно право на јавното предпријатие Комуналец Битола за вршење на комунална дејност од јавен карактер за одржување на јавното осветлување на територијата на општина Битола. И втората точка е одлука за измена на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола, со што член 1 се врши 10-та измена на програмата за поставување на урбана опрема на јавните површини на општина Битола, така што точката 5 се брише микролокацијата 6 пред фудбалски стадион Тумбекафе. Член 2 се задолжува општинската администрација на општина Битола да ја спроведе оваа одлука и да превземе мерки за отстранување на објектите поставени на микролокацијата од членот 1 на оваа одлука и член 3 оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во службен весник на општина Битола. Дали некој друг бара измена на дневен ред? Бидејќи никој не бара, кој е за предложениот дневен ред, ве молам да крене рака. Констатирам дека дневниот ред е усвоен едногласно. Минуваме на прва точка од дневен ред, програма за измени и дополнување на... Ке ве молам малку тишина, ако може. Програма за измена и дополнување на програмата за користење... Точките кои ги предлагате мора да ги гласаме една по една. Шо гласате? Да, извинете. Ја ставам на гласање првата точка. Одлука за доделување на ексклузивно право на јавно предпријатие Комуналец Битола за вршење на комунална дејност од јавен интерес за одржување на јавното осветлување на територијата на општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека точката е прифатена едногласно. И втората точка, одлука за измена на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно, со тоа што оваа точка на некоја од паузите ќе ја разгледаме на комисија. Прва точка од дневен ред, програма за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Точката се гледаше на јавни комунални. Го молам известителот да го прочита извештајот. Почитувана председателка, почитувани колеги советници, присутни, Комисијата за јавни комунални дејности при Советот на општина Битола одржа седница на 11.4.2022 година, на која се разгледа: Точка 1. Програма за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Точка 2. Програма за измени и дополнување на оперативната програма за поправка и одржување на личното осветлување, тековно одржување, замена на живи натриумови флуоресцентни светилки со LED светилки и арматури заради поголема енергетска ефикасност на целиот систем на личното осветлување и поставување на разводни ормари и опрема за целосно командување и одржување на подрачјето на општина Битола за 2022 година со број 01-628/1 од 17.12.2021 година. Точка 3. Правилник за отстранување и преместување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани возила и приколки, нивно чување на ЈПП и ЛП Битола. Точка 4.
Одлука за пренесување на правото на сопственост на приклучоците и мрежата за јавното осветлување на територијата на општина Битола на јавното претпријатие Жабени Битола. Точка 5. Иницијатива за формирање на работна група која ќе работи на велосипедската инфраструктура во општина Битола. Точка 6. Одлука за доделување на ексклузивно право на јавното претпријатие Комуналец Битола за вршење на комунална дејност од јавен интерес за одржување на јавното осветлување на територијата на општина Битола. По дискусијата на членовите на комисијата го поднесува следниот извештај. По разгледување на материјалот и дискусијата по точка 1 комисијата гласаше со 3 гласа за. По разгледување на материјалот и дискусијата по точка 2 комисијата гласаше со 3 гласа за. По разгледување на материјалот и дискусијата по точка 3 комисијата гласаше со 3 гласа за. По разгледување на материјалот и дискусијата по точка 4 комисијата гласаше со 3 гласа за. По разгледување на материјалот и дискусијата по точка 5 комисијата гласаше со 4 гласа за. По разгледување на материјалот и дискусијата по точка 6 комисијата гласаше со 3 гласа за. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за програма за измени и дополнување на програма за користење и одржување на јавно осветлување на подрачјето на општина Битола? Гласате? Ама не прашав да дочитам, може јас реков бараш збор. Програма за измени и дополнување на програма за користење и одржување на јавно осветлување на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Против, воздржани нема. Констатирам дека првата точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Втора точка, програма за измени и дополнување на оперативната програма за поправка и одржување на уличното осветлување, тековно одржување, замена на живините, неутриумовите и флуоресцентните светилки со лед светилки и арматури заради поголема енергетска ефикасност на целиот систем на улично осветлување и поставување на разводни ормари и опрема за целосно командување и одржување на подрачјето на општина Битола за 2022 година со број 01628/1 од 17.12.2021 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека точка 2 од дневниот ред е усвоена едногласно. Трета точка, правилник за отстранување и преместување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани возила и приколки и нивно чување на ЈПП ЈЛП Битола. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека третата точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Четврта точка, одлука за пренесување на правото на сопственост на приклучоците и мрежата за јавното осветлување на територија на општина Битола на ЈП СИЗ Жабени Битола. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека четвртата точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Петта точка, одлука за давање на времено користење на недвижни ствари без надоместок, собственост на општина Битола на јавна здравствена установа, Здравствен дом Скопје, ЦЕО Скопје. Точката се гледаше на финанси. Го молам известителот да го прочита извештајот. Почитувана председателка, почитувани колеги советници, Комисијата за финанси и буџетот на Советот на општина Битола одржа седница на 11.4.2022 година на која ги разгледа. Точка 1. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари без надоместок, собственост на општина Битола на ЈЗУ Здравствен дом Скопје, ЦО Скопје. Точка 2. Одлука за утврдување на тарифа за отстранување и преместување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани возила и приколки и нивно чување на ЈПП ЈЛП Битола. Точка 3. Одлука за донесување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Несоградба Битола за потребите на општина Битола, санација на ударни дупки и преклопи со термопластичен материјал во топла постапка.
Точка 4. Одлука за измени и дополнување на ценовникот за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, канализациони објекти. Точка 5. Одлука за донесување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, рушење на постоечки објекти. По разгледување на материјалот по точките од дневниот ред, Комисијата за финансии и буџет на членовите на Советот им го поднесува следниот извештај. Материјалот по точка 1 од дневниот ред, Комисијата по дискусијата го гласаше со 5 гласови за. Материјалот по точка 2 од дневниот ред, Комисијата го гласаше со 4 гласови за. Материјалот по точка 3 од дневниот ред, Комисијата по дискусијата го гласаше со 4 гласови за. Материјалот по точка 4 од дневниот ред, Комисијата по дискусијата го гласаше со 4 гласови за. Материјалот по точка 5 од дневниот ред, Комисијата по дискусијата го гласаше со 4 гласови за. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека петтата точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Шеста точка одлука за утврдување на тарифа за отстранување и преместување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани возила и приколки и нивно чување на ЈПП ЈЛП Битола. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам против нема. Еден се иззема од гласање. Бети. Констатирам дека шестата точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Седма точка. Одлука за донесување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, санација на ударни дупки и прекопи со термопластичен материјал во топла постапка. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека седмата точка против имаме, воздржани. Колешката се иззема од гласање. Констатирам дека седма точка од дневен ред е усвоена едногласно. Осма точка одлука за измена и дополнување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, канализациони објекти. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам осма точка од дневен ред е усвоена едногласно. Деветта точка одлука за донесување на ценовник за изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на општина Битола, рушење на постоечки објекти. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека деветата точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Минуваме на 10-та точка, решение за давање согласност на одлуката за дополнување на статутот на ЈПСИС Жабени Битола. Точката се гледаше на статут и пропис. Известителот да го прочита извештајот. Почитувана председателке, почитувани колеги, Комисијата за статут и прописи при Советот на општина Битола одржа седница на ден 11.4.2022 со две точки на дневен ред. Точка број 1, решение за давање согласност на одлуката за дополнување на статутот на ЈПСИС Жабени Битола и точка број 2, решение за давање согласност на одлуката за дополнување на статутот на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Комисијата го поднесува следниот извештај. По точка број 1, Комисијата гласаше со 3 гласа за. По точка број 2, Комисијата гласаше со 3 гласови за. Благодарам. Ви благодарам. Минуваме на 10-та точка. Решение за давање согласност на одлука за дополнување на статут на ЈПСИС Жабени Битола. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака.
Констатирам дека 10-та точка од дневен ред е усвоена едногласно. 11-та точка решение за давање на согласност на одлуката за дополнување на статут на јавно предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 11-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Процедурално, ако може пауза 15 минути. Пауза 15 минути. Продолжуваме со работа. Минуваме на 12-та точка од дневен ред. Решение за именување на членови на Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола. Точката се гледаше на мандатна комисија. Го повикувам известителот да прочита цел извештај. Почитувана председателке, почитувани колеги, Комисијата за мандатни прашања, избори и именување на Советот на општина Битола одржа седница на ден 7.4.2022. Дневниот ред беше следен. Точка број 1. Решение за именување на членови во Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола. Точка број 2. Решение за именување на представник од Министерството за труд и социјална политика во управниот одбор на ЈОУ детска градинка Мајски цвет Битола. Точка број 3. Решение за разрешување и именување на член во надзорниот одбор на ЈП Пазари Битола. Точка број 4. Решение за разрешување и именување на член во управниот одбор КЈП Нискоградба Битола. Точка број 5. Решение за разрешување и именување на член во надзорниот одбор на КЈП Нискоградба Битола. Точка број 6. Решение за разрешување и именување на член во управниот одбор на ЈП Комуналец Битола. По разгледувањето на материјалот, Комисијата за мандатни прашања до Советот го предлага следниот извештај. По точка број 1 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања го предложи Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола да биде составен од Сузана Елковска, председател, Томче Андоновски член, Виктор Илиев член, Пеце Тодоровски член, Владимир Прчков член, Горанче Мицевски член, Джелал Фазлиевски член. По точка број 2 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања предложи представник од Министерството за труд и социјална политика во управниот одбор на ЈОУ детска градинка Мајски цвет Битола да биде Дијана Станковска. По точка број 3 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања за именување од надзорниот одбор на ЈП Пазари Битола предлага да се разреши Тања Трајчевска, а на нејзино место се предлага Борче Митревски, дипломиран економист. По точка број 4 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања предлага од управниот одбор на ЈП Нискоградба Битола да се разреши Марија Гацовски, а на нејзино место го предлага Ненад Мишик, дипломиран машински инженер. По точката број 5 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања предлага од надзорниот одбор на КЈП Нискоградба Битола да се разреши Леонида Чолаковски, а на негово место се предлага Ѓоргина Ружин, дипломиран економист. По точка број 6 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања предлага од управниот одбор на КЈП Нискоградба Битола да се разреши Жарко Тодоровски, а на негово место се предлага Славчо Дамјановски, дипломиран економист. Членовите на комисијата за точките 1, 3, 4, 5 и 6 гласаа со 3 гласови за и 1 воздржан, а за точката број 2 гласаа со 4 гласови за. Ви благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Совет за безбедност. Констатирам дека 12-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Минуваме на 13-та точка, решение за именување на представник од Министерството за труд и социјална политика во управниот одбор на ЈОУ детска градинка Мајски цвет Битола. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. 10 за,
10 за. Кој е против? Воздржани? Двајца воздржани. Констатирам дека 13-та точка од дневниот ред не е усвоена. 10 за, 2 воздржани. Минуваме на 14-та точка од дневен ред. Решение за разрешување и именување на член во надзорен одбор на јавното предпријатие Пазари Битола. Отворам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Да. Петнаесет за, против, 10 против, воздржани, 3. Констатирам дека 14-та точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на 15-та точка од дневен ред. Решение за разрешување и именување на член во управниот одбор на комуналното јавно предпријатие Нискоградба Битола. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Не. 14 за, против, 10 против, воздржани, 3. Констатирам дека 15-та точка, значи имавме колку ленче? 14-13. Констатирам дека точката дневниот ред е усвоена. Минуваме на 16-та точка од дневен ред. Решение за разрешување и именување на член во надзорен одбор на КЈП Нискоградба Битола. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. 14 за, против, 10 против, воздржани, 3. Констатирам дека 16-та точка од дневниот ред е усвоена. 17-та точка. Решение за разрешување и именување на член на управен одбор на јавното предпријатие Комуналец Битола. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. 15 за, против, 10, воздржани, 3. Констатирам дека 17-та точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на 18-та точка од дневниот ред, иницијатива за формирање на работна група која ќе работи на велосипедска инфраструктура во општина Битола. На која комисија се гледаше? Прочитано е? Добро. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Колешката Буневска, повелете. Почитувана председателке, почитувани колеги советници, дозволете ми кратко само за пошироката јавност, за граѓаните да го објаснам значењето на иницијативата. Најнапред, велосипедот, сакам да истакнам дека е едно од енергетски најефикасните превозни средства и 3 пати поефикасно дури од пешачењето и 35 пати поефикасно превозно средство од моторното возило. И затоа ние како Совет мора да им овозможиме на граѓаните услови да го користат велосипедот не само за рекреација, туку воопшто како превозно средство. Односно, ние како Совет да се сложиме дека не се енергетски ефикасни само фасадите, прозорците, осветлувањето, напротив, и превозот е тој кој што овозможува енергетска ефикасност. Понатаму,
може некој да аргументира дека имаме најава за нов генерален урбанистички план, дека превозот може да се регулира во рамките на генералниот урбанистички план. Меѓутоа, верувајте, и утре да се отпочне изработката на генералниот урбанистички план и законските оние минимуми кои што се потребни се 36 месеци, а ние не смееме да дозволиме граѓаните на Битола уште најмалку 36 месеци да чекаат да се започне да се работи на велосипедската мрежа. Мораме веднаш, промптно, да им овозможиме на граѓаните услови за возење на велосипед и секој од нас тоа може да го направи на свој начин. Јас избрав преку иницијатива за формирање на ваква работна група и при тоа сакам да истакнам дека и во тој поглед се трудиме да бидеме рационални. Зошто? Затоа што исто така сведоци сме дека додека решаваме едно прашање, другите прашања трпат. Не сме доволно брзи и ефикасни, па затоа во рамките на иницијативата предложив да биде истата иницијатива, истото работно тело кое што беше предложено да работи на подобрување на пешачката сигнализација, само дополнето со представник од општинската администрација и представник од СВР, кои што сметам дека можат многу да придонесат по ова прашање. И конечно, сите вие сте сведоци дека се согласивме со градоначалникот Коњановски дека Битола мора да биде велоград и ова е уште една подадена рака заедно за граѓаните да ја направиме Битола велоград. Затоа на ова работно тело, на општинската администрација, односно на општина Битола, давам на подарок уште еден развоен план за развој на велосипедскиот сообраќај, испратен ви беше на имејл, можете да го погледнете. Јас верувам дека правилно ќе се искористи и ќе замолам сите да влијаеме да во иднина ниту еден проект не помине низ овој совет, а да при тоа не биде добро и детално имплементирана велосипедската инфраструктура во тие проекти. Да не дозволиме да, како Данте во пеколот, со многу чисти мисли, нели, биде испратен во пеколот. Благодарам. Благодарам, колешке. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да грене рака. Констатирам дека 18-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Минуваме на 19-та точка од дневен ред, иницијатива за поднесување на барање до јавното предпријатие за државни патишта на Република Македонија за осветлувањето и сигнализацијата во тунелот и мостот на регионалниот пат А3 Е/65. Ја прочитавме на која комисија беше, мислам? На комунални. Добро. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Колегата Велевски, повелете. Благодарам, почитувана председателке, почитувани колеги присутни. Сакам да образложам нашата иницијатива. Испративме иницијатива за поднесување на барање до јавно предпријатие за државни патишта на Република Македонија за осветлување и поставување на соодветна сигнализација на тунелот и мостот над градот на регионалниот пат А3 коридор Е65. Сите знаеме дека безбедноста е јавен интерес да ги заштитиме пред се граѓаните. Повеќе години нема интервенција од надлежните за заштита на граѓаните, односно осветлување на тунелот и патна сигнализација околу мостот над Битола. Сведоци сме на неколку тешки сообраќајни незгоди, поради тоа што овој дел не е осветлен и нема патна сигнализација. Тунелот повеќе години е на еден начин живелиште на животни, односно коњи и кучина во собственост на ромското население, и тие се моментални предизвикувачи на сообраќајни незгоди. Доколку се осветли соодветно овој тунел и се постави патна сигнализација,
значително би се намалил ризикот од секаков вид на опасност кој може да биде предизвикан како претходниот период. Би се зголемила видливоста и со патната сигнализација би се ограничила брзината и дополнителни патокази за опасност од можни мерки. Во иднина ќе предлагаме уште иницијативи барања, како до општината, така и до надлежните институции кои се во собственост на централната власт и да се надеваме дека јавниот интерес за безбедноста и заштита на граѓаните ќе биде сватен сериозно. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 19-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Минуваме на 20-та точка од дневниот ред, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и склопување на бесправните објекти изградени во КО Жабени во идна урбанистичко-планска документација КП број 764 КО Жабени. Отварам претрес по предлогот, уствари го повикувам известителот на урбанизам да ги прочита точките. Благодарам, почитувана председателке, почитувани колеги, Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина при Советот на општина Битола одржа седница на 7.4.2022 на која се разгледа точка број 1 одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Жабени во идна урбанистичко-планска документација КП број 764 КО Жабени. Надолу ќе ги читам само катастарските парцели, бидејќи сите се исти одлуки за утврдување на потребата. Точка број 2 КП број 367 КО Канино. Точка број 3 КП број 1133 КО Егри. Точка број 4 КП број 788/2 КО Грешница. Точка број 5 КП број 788 КО Грешница. Точка број 6 КП број 1063 КО Велушина. Точка број 7 КП број 1853 КО Велушина. Точка број 8 КП број 1860 КО Лажец. Точка број 9 КП број 2508/7 КО Лажец. Точка број 10 КП број 979 КО Крстор. 11 КП број 185 КО Крстор. Точка број 12 347 КО Нижополе. Точка број 13 КП број 368 и КП број 405 КО Нижополе. Точка број 14 КП број 471 КО Нижополе. Точка број 15 596/10 КО Нижополе. Точка број 16 КП број 1046/1 КО Дихово. 17 КП број 1088/15 КО Дихово. Точка број 18 КП број 604/2 КО Дихово. Точка број 19 КП број 1148 и 1149 КО Бистрица. Точка број 20 КП број 1354/6 КО Бистрица. Точка број 21 КП број 957 КО Бистрица. 22 КП број 345/7 КО Раштани. 23 КП број 605 КО Трн. 24 КП број 100/5 КО Трново. 25 КП број 352/7 КО Карамани. 26 КП број 80 и 81 КО Кравари. 27 КП број 22/14 КО Левени. 28 КП број 140 КО Братиндол. 29 2389 КП број 2389 КО Крклина. Точка број 30 КП број 239 КО Породин. Точка број 31 КП број 179 КО Породин. 32 КП број 1177, 1179 и 1180 КО Птичари. 33 КП број 1112 КО Кременица. Точка број 34 КП број 1011, 1030 и 1032 КО Кременица. Точка број 35 КП број 473 и 640 КО Кременица. По дискусијата на членовите, комисијата го поднесува следниот извештај до Советот. За точка број 29, 3 гласа за, 1 воздржан.
Точка број 31, 3 гласа за, 1 воздржан. Точка број 32, 3 гласа за, 1 воздржан. Точка број 33, 3 гласа за, 1 воздржан. 34, 3 гласа за, 1 воздржан. И 35, 3 гласа за, 1 воздржан. За сите останати точки комисијата гласаше со 4 гласови за. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 20 точка од дневен ред е усвоена едногласно. 21 точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Канино во идна урбанистичко-планска документација КП 361 Канино. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? Сите сте едногласно? Добро. Констатирам дека 21 точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 22 точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Егри во идна урбанистичко-планска документација КП број 1133 КО Егри. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 22 точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 23 точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и вклопување на бесправни објекти изградени во КО Граешница во идна урбанистичко-планска документација КП број 788/2 КО Граешница. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 23 точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 24 точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправни објекти изградени во Граешница во идна урбанистичко-планска документација КП број 788/3 КО Граешница. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 24 точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 25 точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправни објекти изградени во КО Велушина во идна урбанистичко-планска документација КП број 1063 КО Велушина. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 25 точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 26 точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во катастарска општина Велушина во идна урбанистичко-планска документација КП број 1853 КО Велушина. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 26 точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 27 точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во катастарска општина Лажец во идна урбанистичко-планска документација КП број 1014 КО Лажец. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 27 точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 28 точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во катастарска општина Лажец во идна урбанистичко-планска документација КП број 2508/1 КО Лажец. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака.
Констатирам дека 28-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 29-та точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во катастарска општина Крстор со идна урбанистичко-планска документација КП број 979 КО Крстор. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека 29-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 30-та точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичка планска документација во КО Крстор во идна урбанистичко планска документација КП број 185 КО Крстор. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 30-та точка од дневен ред е усвоена едногласно. 31 точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Нижеполе во идна урбанистичко-планска документација КП број 347 КО Нижеполе. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 31 точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 32 точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во Нижополе во идна урбанистичко-планска документација КП број 368/7 и 405 КО Нижополе. Отворам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 32-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 33-та точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во катастарска општина Нижополе во идна урбанистичко-планска документација КП број 471 КО Нижополе. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 33-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 34-та точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Нижополе во идна урбанистичко-планска документација КП број 596/10 КО Нижополе. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 34-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 35-та точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во кадастарска општина Дихово во идна урбанистичко-планска документација КП број 1046/7 КО Дихово. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 35-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 36-та точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат во катастарска општина Дихово во идна урбанистичко-планска документација КП број 1088/15 КО Дихово. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 36-та точка од дневен ред е усвоена едногласно. 37. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во катастарска општина Дихово, вон град, во идна урбанистичка планска документација КП број 604/2 КО Дихово, вон град. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 37-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 38 точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во катастарска општина Бистрица во идна урбанистичко-планска документација КП број 1148 и 1149 КО Бистрица. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 38-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 39-та точка одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат
во катастарска општина Бистрица во идна урбанистичко-планска документација КП број 1354/6 КО Бистрица. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 39-та точка од дневен ред е усвоена едногласно. 40-та точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Бистрица, катастарска парцела број 957 КО Бистрица. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 40-та точка од дневниот ред е усвоена. 41. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во катастарска општина Раштани, КП број 345/7 КО Раштани. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 41-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 42 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Трн, КП број 605 КО Трн. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 42-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 43-та точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Трново, КП број 100/5 КО Трново. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 43-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 44-та точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Карамани во идна урбанистичко-планска документација КП број 352/7 КО Карамани. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 44-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 45-та точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат во катастарска општина Кравари, КП број 80 и 81 КО Кравари. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 45-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 46-та точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Олевени, КП број 22/14 КО Олевени. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 46-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 47. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во катастарска општина Братиндол, КП број 140 КО Братиндол. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 47-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 48 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Крклино во идна урбанистичко-планска документација КП број 2389 КО Крклино. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 48-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Не е едногласно процедурално, ние воздржани сме. Констатирам дека 48-та точка од дневниот ред е усвоена со колку има за изброј Гиленча? И јас сум за.
27 за и 2 воздржани. Констатирам дека точката е усвоена. 49-та точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Породин во идна урбанистичко-планска документација КП број 239 КО Породин. Отворам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 49-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 50-та точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Породин во идна урбанистичко-планска документација КП број 179 КО Породин. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? Воздржани? 2. Констатирам дека 50-та точка од дневен ред е усвоена со 27 гласа за и 2 воздржани. 51 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Оптичари, КП број 1177, 1179 и 1180 КО Оптичари. Отворам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Против? Воздржани? Констатирам дека 51-та точка од дневниот ред е усвоена со 27 гласа за и 2 воздржани. 52 точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација во КО Кременица, катастарска парцела број 1112 КО Кременица. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? Воздржани? Констатирам дека 52-та точка од дневниот ред е усвоена со 27 гласа за и 2 воздржани. 53-та точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат во КО Кременица во идна урбанистичко-планска документација КП број 1011, 1030 и 1032 КО Кременица. Отворам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? Воздржани? Констатирам дека 53-та точка од дневен ред е усвоена со 27 гласа за и 2 воздржани. 54-та точка. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичка планска документација со која ќе се изврши проширување во КО Кременица, КП број 473 и 640 КО Кременица. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? Воздржани? Констатирам дека 54-та точка од дневниот ред е усвоена со 27 гласа за и 2 воздржани. Преминуваме на првата дополнителна, односно 55-та точка. Одлука за доделување на ексклузивно право на ЈП Комуналец Битола за вршење на комунална дејност од јавен интерес за одржување на јавното осветлување на територијата на општина Битола. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 55-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно и 56-та точка. Одлука за измена на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара... да, го молам известителот да ја прочита. Комисијата за јавни комунални дејности при Советот на општина Битола одржа седница на 11.4.2022 година на која се раздаде на точка на дневниот ред одлука за измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. По дискусијата на членовите, комисијата го поднесува следниот извештај. Комисијата гласаше со 4 гласови за. Фала. Благодарам.
Отварам претрес, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 56-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно, со тоа дневниот ред за денешната седница е исцрпен и ја заклучувам седницата.